И сега одиме натаму со Кометал, тие надпревари куп на европски шампионки, така го викавме после Лига на шампиони и така. Имаше много и успони и падови, тоа е секогаш така нормално, али имавме, стварно не можам, имавме човек кој имаше трпение за све. Много играчи помина низ клуб, некои нас доста остана, али имаше се бараше некоја, да кажам, Да, се бара финеси за да се дојде до она, да се склопи мозаикот, што велиме. Пошто знаете, ние 99-та, 2000-та игравме првото финале, се случи што се случи во Кале, после неказнија година дена, неиграње во европски првенства, воопшто во Европата, игравме само македонско првенство, тогаш беше и за нас голем шок со Гунар Прокоп, кога искочи дечко, го удри на теренот, Европа не казни. Јас излеков сега пред некој ден се видовме со господинот Трифун и викам, ако ништо јас излеков едно убаво, пошто ме прашуваше што ќе правиш ти сега година дена, нели доста девојки отидоа да играат за други клубови година дена, да не губат. Да бидат во топ форма, што се вели, да имаат квалитетни надпревари. И ја викам, не знам што ќе кажете вие, јас тоа ќе го правам, он вика да ти родиш дете и така јас излеков и добро од казнување на клубот, се роди моја Сара, после тоа веднаш Сара се роди. Баш таа година кога беше казната, ти се породи со Сара и после тоа немаше потреба да бараш како другите некој клуб. И освоивме и таа година Сара не наполни ни година дена, ние освоивме Лига шампиони. Првото финале беше игравме прв надпревар во Виена, втор надпревар игравме во Скопје. Беа посилни, не можевме. Ама и Прокоп знаеше да влече за дрес. Добро, Прокоп е посебен. Он 8 години поред освајаше Лига шампиони, он си знаеше како. Да, вистинска легенда, нема тука. Да, имаше и добри играчи, али знаеше и како треба околу да се работи. Тоа е таа година кога прва година од финале Лига шампиона и онда се случија тие работи, малку разочарување, малку поголемо, али ете, кога веројатно тоа проработива кај нас инатот балкански, кога се вративме следна година, кога почнавме да им покажеме. И дека дојде, неправилно бевме. И дојде, нема никогаш да заборавам, сите не отпиша. Игравме со Ларвик. У Ларвик изгубивме 7 разлика и веќе сите, тоа е полуфинале ви кажувам, и веќе сите кренаа раце од нас. Веќе се договараа будуćност и Ларвик праша кај ќе се игра, што ќе се игра, пошто таа година будуćност играше нерешено со Ференцварош во Унгарија. И веќе тоа, ние таму игравме нерешено, дома значи победуваме, у финале смо. Ларвик исто така, знаем, нема да заборавам, не знам кој ни влезе во соблекувална и вика од Ларвик тука прашуваа како да дојдат до Подгорица, кои се најубави врски. За следниот ден. Дали тоа се случи или не, али на нас добро делуваше. Се изнервиравме, некој намерно така ни кажа. Знаем дека беше 9-1. Тај надпревар нема да го заборавам, 9-1. Ларвик не знаеше што им се случи. Луминица Дину тогаш спусти ролетна. Андријана... Ти тогаш колку голови во тие 9-1? Не знам колку голови, јас задов. Андријана Будимир беше у тај надпревар. Јас мене ми пукна тука мускулот. Знам дека инекција ми ставија и вака цело време држав рака. Али у тие моменти не размислуваш дали те боли нешто или не те боли, мора да се игра. Победивме, тоа е нешто стварно, тоа беше финале пред финале. И нормално да финале беше сосема приказна за себе. А ракометарке на Ларвик како изгубени, делува на крај? Не знаат каде се. Не знаат каде се, али битно е да ние знаевме кај се наоѓаме и мислам... Разменивте некој муабет со нив после тоа или не може Не, оста они до си тоа? одма отидоа, затоа што знаете, секогаш се тие од скандинавски земји малце на повисоко, они мислат дека сме ние за нив. Да, и постудени се така во комуникацијата. Така, имат некој однос кој на нас спортисти
što da im pravime, nije to je... Ама важно ги откаже, а летовите за Подгорица. Da, i diskoteki zakažu, a tamo tako da nema više to. I onda finale, to je prikazna za sebe. Otidovme vo Ferencvaroš, napravivme dobar rezultat, pošto порано беше... Тогаш Панов беше на кормилото на клубот. Тогаш беше добар резултат, 2-3 разлика кои изгубиш. Тогаш секој дома не може никој никого да победи, се знаеше. Одесте на 2-3 разлика да се загуби, дури и до 5 ако загубиш, пак бара шанса дома, публика и така. И онда... А вие бевте хит, за публика немаше проблем. Тука беше, постојано публика. Публика беше, тоа е кален, не можам да замислам. И денеска се сеќавам, ми се враќаат тие филмови од тоа финале. Па и јас кога дискутирам и со колегиви, и со ракометариве, викам, храм на ракометот е кале. Зошто? Сега Борис Трајковски е супер сала, Јане Сандански исто. Ама кале нешто посебно, викам. Тоа е храм на ракометот. Тука направивме европски шампион. И тоа нема да се заборави. Сега не било такво, не било вакво, не собира. Гледај, собра колку што треба да собере и кометот стана шампион. И повеќе собра. Да, ајде за тоа финале, тамо првиот надпревар. Првиот надпревар, стварно тамо беше тежок. Знам дека они тука дојдоа, ни направија од македонска телевизија многу убава после приказна. Направија како доаѓа, како слету, како доаѓа кај нас да не снимат во хотелот. Ние бевме во Средноводно горе, бевме у карантин. Дојда да не снимат како доручак, тренинзи. Да, како изгледа денот во пресвет на големото финале. Така се и викаше денот. Да. Така се и викаше и емисијата цела. И онда како Ференцварош слетува на аеродром кај нас, како влегуваат во сала, како... Значи, тоа се некои моменти кои и денеска кога ќе ги гледам, будат некои чувства кои не можат никогаш да се заборават. Тогаш цела Македонија беше во зелено-жолто. Знам, од Гевгелија доаѓа навивачите во зелена боја. Цела Гевгелија ја офарба тогаш офарба со нормално со боите на Кометал. И Кометал. Стварно нешто, не знам, кога влеговме во кале, кога се спуштивме, не се гледа ништо. Тогаш уште се пушеше во салите, немаше забрана без... Ние ништо не гледавме. Жешко беше 19 мај. Може добро, противнички нека не гледа. 19 мај беше, сега ќе полниме 15 години од финалето, 19 мај, кога влеговме во сала, значи, луѓето беа едни на други, не се гледаше ништо. Не знам, тоа чувство е нешто што би сакала секој спортиста кој се труди, кој се бори, кој работи на себе да го осети. Мислам дека секој спортиста заслужува да го осети тоа чувство, али и тоа чувство кај нас беше посебно у кале. Знам, Зоран мој секогаш ме зеза, вика, кога ќе даде судија знак, тебе да те прашат како се викаш, ти не би знаела. Почнува надпревар 60 минути. И све бришеш само теренот и противникот. Така е, се исклучуваш и почнува оно зашто си ти тука, уствари зашто си за тој народ. Беше и голем притисок за нас, затоа што првото финале не го освоивме, беше кај нас у Кален. Прв надпревар беше тамо, вториот тука. И сега сакавме некако на народот да му дадеме и на нас и на народот оно што заслужува стварно, jer сите беа насочени кон нас. Готови за европски шампионки. И кога се освои, тоа беше... Тоа колку 4 разлика беше, 26-22. Да. Тука се одделивме второ полувреме. Да, се одделивме и после, сите почувствував. Да ти кажам, јас па еден интересен момент сврзан со тој надпревар. Ние цела телевизија бевме тогаш во МТВ, бев ангажирани таму околу реализација на преносот, па имавме репортажна кола на плоштад, народот видео бим, нели отидовте после таму. И унгарскиот коментатор седи горе, тогаш коментаторските позиции беа вамо од кај Калето, на горниот ред, и гледа нешто збунето. И го прашуваме што ете ти го микрофонот. Не го виде микрофон. Он мислеше микрофонот, со слушалки, ние обичен микрофон.
Тој не го гледа, мисли нешто за договор, дека и минута, две немаше пренос. Он не знаеше дека има микрофон. И дури после почна преносот за Унгарија да оди. Така тоа ми остана во сеќавање со унгарскиот коментатор, а вие на теренот си ја одигравте работата кој што треба. И едноставно почувствува и гледачите, а се чувствуваше и кај вас дека сте решени овој меч да се добие и се доби, иако на крајот нешто имаше, тие имаа напад за да намалат, па имаше некој тайм-аут во самата завршица. Да, имаше и онда ние Цепелин на крај го направивме, јас фрлив. Да, Цепелин имаше од вамо десна страна уфрлена топка, јас улета и гол. Да. И после тоа се освои титулата и почна она славје на плоштад. Почна, знаем дека многу доцневме. Како беше? Да, многу доцневме, затоа што мора после надпревар да ни доделат медалите, тоа мора церемонијата што е вообичаена. Знаем дека луѓето не чека 2 сат на плоштадот, почна да врне, никој не се мрдаше, сите стоја и чека. Се сеќавам кога дојдовме тамо, не можевме од луѓе, ни направија како еден коридор да поминеме, али тоа беше влечење, гушкање, ја и ден денеска, и сега кога зборам, тоа се некои чувства кои луѓето така, само да те допрат, само да бидат дел од целата таа приказна, срекни, само да те гушнат, овие викат не ги чепкајте, викам па за поради нас е тука, не можеме, мораш да, сега тоа е денот не само на нас, него на цела македонска јавност беше денот и они треба да го осетат, тоа заслужија, затоа што и стоја тамо, не само на цел надпревар, него 2 сати, после тоа никој не мрдна, чекаше. И вие на бината, весели. Еуфорија. И сега да не плачам, ај друга тема. Така се будат емоции, затоа што е стварно некој, не е само што освоивме, него цела јавност беше со нас, цела Македонија беше со нас, цела луѓето оживеа за тој ден. Не е само, ето, изигра они тоа и завршија работа, освоја и тоа, него се осеќаше дека сите у тој момент бевме не само клуб, радосни, така облиени со среќа. Сите бевме како една фамилија. Значи, цела Македонија беше како дел од една фамилија, каде сите чувствуваа дека направија еден мал дел за тоа да ние стигнеме горе. Мислам дека сите беа заслужни од цела Македонија да се склопат тие некои... Сите беа вградени во тој успех, во тој резултат. И така се осеќа луѓето и мислам дека без нив не би можели да направиме тоа што направиме. Ти рече мускулот повредова голови на тој надпревар? Не знам, не се сеќавам, затоа што... Не, јас играв, наставив, јас не знам колку голови дадов. Знаем дека на полувреме мускул ми се скина тука. На полувреме ја викам на докторка, она вика, ма не можеш више да играш, ја викам, инекција стави, она вика, не може, ставај сега, не може, немаш. И како изгледаше тоа, мислам, ти како се чувствуваше во тие моменти, тоа е голем напор. Тоа е многу болно, али ми ставија и го бандажира така да не можам до крај раката да ја движам, него само да подавам топки. Пак овие норвежанки искача на мене и јас само додавав топки на... Не знам зошто искочи. Што е работава сега оваа да не ни распали оддалеко. И знаем дека 3 недели имаше период да ми се врати, али босанка него знае тоа, нема везе, чувство. Го заборави тоа, што? 3 недели требаше да се врати мускулот, пошто после 3 недели игравме финале и нормално не беше ни у еден момент дали ќе играм или нема да играм. Тоа мораше да се игра, да се прави што ќе се прави. Тоа беше голем успех, а обично после тие успеси, еве, некако некаде се загрева уште повеќе атмосферата за да се бркаат повторно врвни резултати, некаде спласнува што се случи во Кометал тогаш во тие следните 2 години. Мислам дека нивото, тој тренд се одржа, бидејќи учествувавте и 2004-2005 игравме. Пета во финале, повторно. Финалето игравме повторно со Шлагесе, кој пред тоа година направи стварно многу добар тим. Ања Андерсон направи екипа која стварно беше... Тамо имаш и наш човек, ми се тамо игра Вале. Па тамо Вале играше наша, Затоа викам да, она играше тамо и мислам дека таа година беа посилни, да кажам, од нас, али и тоа што дојдовме до финале. Знаете кога сега раскажуваме финале?
си раскажуваме 3 финалиња имавме, и то финалиња, али има некои клубови... клубови... Една победа, 3 финалиња, што сакаш повеќе? Да, али многу е тежок пат да се стигне до таквото нешто. Луѓето кои не се спортисти не можат да го чувстват тоа, затоа што многу е потешко полесно да дојдеш на врв, а многу е потешко да браниш тоа што си и да останеш освоил. на тој ниво, да бидеш горе на врв. Али успеавме, мислам дека Трифун беше, јас престанав таа година 2005-та, јас и 2005-2006 више се откажував. И 2006-та конечно кажа збогом. Кажав збогом на активното играње. Активно играње и толку уште мислам и дека Трифун 2008 кажа, до 2008 беше спонзорот на Кометал и кога Трифун отиде и женскиот... Кометал, ама остана спомените, остана историјата. Па на некој начин, Индира, овој дел играчкиот твој го обработивме, почетоците, потоа титулите и тамо, и сега се враќаме на 90-тите години, кога дојде ти во Македонија и прими македонско државјанство, сакаше да играш за Македонија и почна да играш за репрезентацијата на нашата држава, па за тие почетоци и ќе стигнеме до она највредното светското првенство во Германија. Па добро, 96-та година ја земав државјанство, 95-96-та година игравме квалификации и ние веќе тргнавме во Германија на светското првенство. Тогаш прв пат Македонија у колективни спортови излезе со македонско знаме. Мислам дека ние бевме прва екипа која екипни колективни спорт се такмичеше на некое големо такмиче. Така. Знаем дека отидовме, никој не знаеше, се прашува кај е тоа. Тогаш дали помисли, извини што ќе се уфрлам, на оние мигови кога ви јавија дека нема да одите во Барселона на Олимпијадата и сега одеднаш, еве ти се укажува шанса, одиш на светско првенство. Дали не им раскажуваше на другарките тогаш, јас пред 4 години, 5, требаше. Ќе учествував на... Не, па јас и викам, пред 92 година, јас бев најмала тамо во репрезентација и имаше такав склоп на репрезентација и мислев дека у Барселона ќе освојат сигурно некој од медали. Али тоа беше тогаш, одиме за репрезентација, јас со Вале сум. И викаш доживеа феномен завршница на светско првенство. Со Вале бев цимерка, се сеќавам. У Германија сите не прашуваат кај сте, па моравме да кажуваме дека бивша Југославија, дека да им објасниш каде е Македонија, каде, што, како. Сите не сматра за аутсайдери, што и тогаш бевме. Али се случува некои работи што ни у сон ни ние не можевме да ги замислиме, мислам, и некој филм да снимаше не можеше таквото да направи, такво режисер немаше таков кој можеше такво нешто да направи, нели со Данска која тогаш беше светскиот првак или европскиот, светски мислам дека беше. И искачаме да играме со Данска и викаме дај да не се обрукаме. Да одиграме, да не обрукаме држава. Како што велиме топовско месо, да не растурат, да играме. И се сеќавам во соблекувална и почнавме и тамо, ја многу сакав песна македонско девојче, така да ве мотивираше. Да. И усоблекувална знаем дека се зезавме, ајде девојчиња, можеме, ајде да пеевме песни, само да не се обрукаме, да не биде тоа, се не гледа цела македонска јавност. Искочивме на теренот, не знам што се случи, така некоја мотивација. Можда има и нивното, можда малку поценување. Знаете како е у спортот? Искачеш на теренот и викаш, кои се овие македонки никогаш прв пат се тука, они сигурно стравки имат од нас. Али тоа у спортот никогаш не смееш да го поценуваш противникот, кој год да е. И кога особено на еден таков натпревар, и тој противник стигнал со квалитетни игри до таа завршница. Така, и кога сака они после да дојдат да се вратат, да почнат да бидат тие што се, не може, затоа што ние фативме еден ритам, 9 разлика едно време беше за нас. Они почна, али нема више време да се вратат, почна малце
да се губат. Знаем, тренерот не знаеше што да прави после надпревар. Ракометарки исто беа у шок, ние бевме, не знам. И вие во друг шок, позитивен. И ние во друг шок. Али убаво, после тој надпревар сите знаеа каде е Македонија, сите знаеа од каде сме, што сме. Знаем, имаше, нели, после секое такмичење, нели, 4 и одат во друг град, се селите, знаете ли како тоа оди, по групите си оди. Знаем дека ние не бевме, доаѓаме у Берлин, тогаш отидовме од овој град, отидовме у Хамбург, пардон. Никој немаше наше си бришаа тамо букви, па пиша Македонија, пошто веќе они направија онака... Планираме дека Македонија да, Македонија дека дома ќе си отиде. И се знам, имаше уморни, многу бевме уморни. Тогаш немаше, ние не пиевме овие сите препарати, се сеќавам, одиме на допинг контрола, ние... Што допинг? И ни викат, шо пиете? Ја викам, кафе. Ама вика, таблети. Кои таблети? Немаме ние таблети. Козма тогаш, Валентина, нели играше за Кометал, па отиде у Подравка. И она гледам, доаѓа кај мене у соба, вака шака со витамини, со чуда, вика, вие, викам, шо ние немаме, ние то, ние кафе пред надпревар, кафенце да се напиеш за бајле, и знам дека од допинг ни викат, шо прави ова, кафе само пијат, само они едини, знаем, тука ни беше многу напорно. Овие не може да поверуваат дека допингот е кафе, чај и кока-кола. Да, тогаш многу напорно, исцрпувачки беше такмичење, пошто све еден надпревар имаше некоја посебна своја приказна. Се сеќавате, јас знам кога му се јавував на Зоран мој, шо правите, вика, цел град нема, пуст е град кога вие играте, ние викаме, дај. Ајде, немој сега. Јер немаш тоа чувство, немаш како не, вика, цел град нема, вика, знам дека требаше да биде у собрание, не знам нешто, седница и тоа е застаната, се прекинува. Заради тоа што на Собранискиот канал мора да оди пренос Македонија. Да, али се сеќавате дека со Романија, кога игравме и продолжеци и све, дека у еден момент нестана слика. Знаем, тоа ми е онака, у Македонија немаше, само беше црно како радио пренос беше. Не можеа луѓе едно 5-6 минути не можеа да гледат надпревар, него само како радио пренос беше. И тој надпревар исто со Романија, продолжеци, еден, други. Па ми се чини дека тие два надпревари доставе и Српија со Данска и со Романија. И пех имавме што игравме со домакинот. Со германките. Со германките имавме тој пех. Кажувам пех од причина што знаете како е кога домакин игра на некој такмичење, мора да дојде до некое. И мислам дека тогаш и суди не беа многу наклонети кон нас и многу бевме исцрпени, инфузии примавме, затоа што игравме многу, нас 9-10, можам така да кажам, ракометарки кои го изнесоа целиот тој терет и тоа со Германија ни фалеше. Знаете на што се малку да се направи и да не е Германија била, да е била друга некоја репрезентација, да не е домачин, ќе се направил тој чекор. Да, би било нешто сосема поинаку. Вака велиме, малку да се прешалтува само за малку фали, ама тоа малку некогаш е многу. Така е, така. Тешко може да се дојде до тоа. И тоа е, со Германија изгубивме, после игравме за 7 место и направивме тој успех што ние не бевме ни свесни додека не дојдовме у Македонија. Сите ни раскажуваат како у Македонија луѓето сите живеат за ракомет, не пратат, не следат. Немавме тоа затоа што сме тамо. 15 дена си тамо, ништо немаш чувство никакво што е како. Не знаевте дека овде врие и дека сите живеат со вас и за вас и за резултатите. Не знаевме. Се сеќавам и ми викаат, ти си најдобар стрелец, ја викам на Вале у соба. Ни даваат секој пат така. Ја викам, Вале, ние ќе си отидеме дома, друг некој ќе биде, шо ние нема да поминеме далje, оно како ти дават секој ден распоред. Ние и дојде и најдобар стрелец и онака некој. Тамо постигна 71 гол, дали можеш да се сетиш на кој надпревар беше најефикасна? Па многу надпревари имаше, али ете, ке го издвојам тај со Данска, мислам дека тогаш дадов 10 голови со Данска. Имаше и други, али тој е надпревар кој беше за нас од големо значење и ете. И да се совладаат шампионки како данкињите. Така. Беше огромна работа тогаш.
И зато и народот живееше, знаеше дека давате се од себе и сакаше едноставно да ве поддржи од овде. Мислам, на некој начин тоа беше и морална поддршка, кога ќе чуевте дека цела држава стои зад вас. Кога дојдовме у Скопје, некако горди влегувавте во мечевите за верувајте, да се и извојува. кога дојдовме... И таа година ти беше прогласена за најдобра, а нам новинарите ни беше многу криво што не можевме да напишеме дека си во најдобрата постава на светското првенство. Па добро, не пак знам, ќе се малку вратам. нелогично беше Да, тоа. али пак ќе се вратам, Германија беше Јурак тамо играше десни бек и мора малце да знаете вие како е тоа Да, спортот и не се ни љутев затоа што не знам, не ни размислував тогаш уопште на тој начин зашто не сум ја или ние отидовме како една мала држава, како прв пат да се такмичиме на некои големи надпревари, И не ни стигнуваш беше до седмо место, ти главен стрелец. Да, и така, Што дојде... викаш, нормално ова за мене. Па да, и беше тамо, после нели ни кажува зашто не беше да ми дадат нешто како најдобар стрелец, ја не ни размислував на тоа, за мене поголемо беше кога... Ружите? Да, ружите, кога донесе у хотел нашиот амбасадор тогаш. Колку? 71 ружа и тоа е нешто... 71 гол за секој гол по една ружа. Така, и тоа е нешто што не може да се заборави. Тоа е поголемо од некој сат или нешто што дават на светски првенства. Тоа е тие ружи за месец дена, ако не и повеќе, ги свртев, па ги сушев, па ги правев. Па менуваше вода, па ова, па ова. Колко у новини, колко тие ружи. Значи, тие ружи ден денеска се спомнуваат. А нешто, оно што они дават сега сат или нешто, тоа е... тоа е... Ќе добиеш некој медал или нешто за тоа, ќе го ставиш во витрина. Ова ружите живееа месец дена. Така. И тоа светско првенство помина, бевме седми, ти најдобар стрелец. Доаѓа и следното светско првенство по 2 години во Норвешка и Данска, тие две земји се играше, нели? И таму ти беше меѓу најдобрите, ми се чини четврти стрелец. Да, така нешто, не знам. Четврти беше. Али па влегов во... Еве, да знаеш, ти кажам, дека четврти беше. А инаку влезе во најдобрата постава на светското првенство, па така неправдата од претходното овде беше исправена. Па, не сматрам ја неправда, така требало да биде. Јас сум секогаш оптимиста, треба така, све ќе дојде некако на свое. Се склопуваат некои. Јас бев... Па спортист и нормално така. Јас бев поканета 2 пати, никогаш у живот не помислив дека ќе бидам поканета 2 пати во репрезентација на Европа, еднаш во репрезентација на светот. Значи, тоа е нешто што... Ретко која ракометарка може да го доживе, што е квалитет. И спортисти кои се остварени, мислам дека се кои се направиле оно свое најдобро, не се оптеретуваат зашто не сум ово или зашто не сум оно. Све има свое зашто и се Ти си има... работиш и чекаш и чекаш да своја прилика. И дочека 2 настапа за Европа, 1 за свет. Така. И тоа поголемо, тоа нема. Поголемо здравје, што би рекли македонци. Прв стрелец на светско првенство. Најдобар десен бек на светско првенство. Десен бек, најдобар се. Сега имам само неостварена желба, ниеднаш не играв на европско првенство, бев повредена. Морам малце да се... на светските на европско не, навистина ме посвет. Да. Заради повреда не Заради повреда на лигаменти, не можев другото европско првенство бев трудна, така да никогаш некако европска не ми беа судени, али нема врска. Добро, за другото европско не жалиш. Апсолутно. Али ово првото ова што рече трудно, баш. Да. Али... Тогаш керкичката дојде. После тоа завршуваш, нели рековме 2006 проштален надпревар и се решаваш да запловиш во тренерските води. Последниве години беше на кормилото на Вардар во Лигата на шампионите и во таа лига ти имаше успех, например, 3 пати стигна со Вардар до Final Four. Да, тежак посо. Сега некој ќе каже требаше и да знам, нашите луѓе се секогаш може и подобро. Али јас мислам дека е голем успех да со еден клуб кој еве Вардар прв пат играше таа година Лига шампиони како клуб. Да, и за други европски клубови понов клуб. Така и мислам дека јас
ne bi ništo menjavala, bi ostavila možda nekoj работи секогаш можеше подобро, апсолутно, али најдобра година ми беше првата година кога победивме у Македонија Металург, тогаш беше Металург веќе 3-4 години првак на Македонија. И отворивте пат за насам во Отворивме пат да можеме да одиме шампиони. во Лига шампиони, игравме квалификации, едни многу тешки квалификации во Италија со тогашен Ростов и Флори од Франција и италијанска екипа. Победивме, отидовме на квалификации, ги поминавме, влеговме во група. Сега кога се враќам и кога луѓе викаат, знаете како, Индира неискусна млада, нема она до никаде да успе, кога дојде Индира до Final Four, па така е требало да биде. Знаете, никој не гледа како беше нов клуб во Европа, нови моменти, нова Индира, ново све, нови играчи. А овие клубови останаа сите Ларвик и компанија со традиција. Ларвик го победивме во сред Ларвик, што ретко ми е дека тие клубови го задржаа реномето и тоа се некои традиција. работи што ме болат малце, како тренер, ме болат затоа што на нашите треба да се даде повеќе шанса, да се даде, трпение треба, кога стигнав ја до Final Four, па добро, тоа беше нормално да она стигне до Final Four. Океј, нормално беше. Втора година она мора чекор повеќе. Океј, не направив чекор повеќе. Тогаш беше со мене и Јан Питлик, тренер кој не можеме да кажеме за него ни еден збор. Прошлата година Final Four, ајде не Индира сама, еве и тука и Дейвис, пак третото место. И мислам дека јас од сето тоа што го направив, мислам дека сум од својата работа задоволна, нормално, може секогаш подобро. Апсолутно. За Македонија тие пласмани се високи пласмани, али камо секогаш среќа да ги имаме. Меѓутоа, и треба народот е незаситен, секогаш сака нешто повеќе, а не гледа објективно дали така, дома имаш кога сили седиме, за тоа. сите сакаме најмногу, мислиме дека сме најдобри, мислиме да сме и јас како спортиста, како тренер, како играч, секогаш сакав еден чекор плюс. Тоа е нормално, да не сакам чекор плюс, не би била ни спортиста, не би била ни толку успешна како што сум. Значи, јас сум човек кој секогаш мислам дека може подобро. А кој ти вика секогаш можеш повеќе? Мислиш или Зоран Мислам дека он е Кастратовиќ? Да, и мислам дека он е човек кој ми помогна во мојата кариера да дојдам до тамо до каде сум, затоа што секогаш кога ќе изиграм перфектно или нешто, ќе дојдам дома, сите еуфорија, сите ме гушкат, Индира, вака, така, ќе дојдам дома, он вика, а оно кога те помина она и оно што промаши, ја онака како... Али веројатно беше човекот кој ме држаше на земја, да не полетам, да бидам таа која сум, да не биде сега сум најдобра. Не, секогаш можеш ти и подобро, има и подобро. Добро е тоа да има таа хармонија во бракот, особено двајца спортисти и знаат кому што му треба и така е. кои зборови во одреден момент да му ги упати, дали утеха или фалење и така. Секогаш кажувам, после мојата кариера, кога ќе се свртам наназад, мислам дека е он најбитна карика во мојата кариера. Секогаш беше тука и кога бев најдобра и кога имав тешки моменти, повреди и све, али беше тај кој ме и како дигаше, тренер. кој ме... Сега тој тренерски притисок го немаш и малку полабаво, послободно можеш да живееш. Си работиш сега со твојата ракометна школа. Да, у Вардар сум јас сум координатор на сите тренери за млаđи категории, можам да кажам да стварно уживам во својата работа и дека сум... Не си под притисок? Не сум. Голем е притисок да бидеш тренер и нормално дека уживав додека бев тренер, не би посакала сите да успеат и ова година да даде Господ да освоиме Лига шампиона. Да. Jer ja секогаш викав, преко ноќ не може ништо, мора да има време, мора да се мине, да созрее работата. Играчи да созреат, да бидат како едно, како фамилија и мислам дека веќе почнуваме да созрееме, да бидеме на врвот на... А ќе пренесуваме ли во иднина за некоја нова Кастратовиќ? Дај Боже. Мислам дека ќе има шанси, али мислам дека... Колку години е сега? Не, она не сака. Она е 16 години и она ќе пренесуваме од хип-хоп. Не сака, моја ќерка не сака да се бави со спортот. Можда од причина што јас бев повредена, што имав многу повреди, што
Знаеше дека мина низ доста маки за и го постигнеш тоа што си да, го и постигнал. не сака, она баш сушта супротност од нас. Значи, ракометното семејство Кастратович си живее, како што реков, во една хармонија со ракометот, растоварени сега од оние притисок дека мора да се постигне резултат, не знам каков, и тоа може би е подобро, така малку да се средиш и да уживаш во она што го работиш. А за нашите гледачи, на крајот да кажам дека ми беше посебно задоволство, што зема учество во наша емисија посветена на македонските спортски легенди, која ќе остане во историјата и на спортското новинарство, а во историјата и на нашиот спорт. Ви благодарам и на вас, ми беше стварно чест да бидам дел од оваа емисија. Тоа е нормално. Кога некој ќе ве покани за ваквото нешто, то нема размислувај. Уште еднаш благодарам. Благодарам и на вас.